Основното образование го ме завршено во Битола. А која година дојде во Скопје? Во Скопје дојден, јас не се сеќавам точно, мислам по или пред ослободување, или после ослободување. После ослободувањето. И право е работен во домот на армијата во хорот. Моето познанство со Благоја Петров Караѓуле датира некаде во почетоците на 50-тите години. Време кога се формираше и беше веќе формиран малиот радио оркестар, во кој што јас свире заедно со Кочо Петровски, Никола Галевски и ред други музичари во тоа време. Познато е дека песната наша има голема карактеристика во смисла на тоа дека има и баладични, има и хумористични и така натаму песни. Во прво време се чувствуваше голем недостиг од такви пејачи што можат да интерпретираат наши познати балади народни. Појавата на Благоја Петров Караѓуле навистина го дополни овој простор во таа смисла, зашто Благоја Петров Караѓуле беше еден волуминозен, еден школован, еден култивиран глас кој можеше убаво и коректно да ги пее тие такви песни, како што е да речеме си заљубив едно моме и така натаму и така натаму. Се разбира, Благоја Петров Караѓуле не беше за такви песни кои, да речеме, се шеговни, се така брзи и така натаму. Тоа за него беше, мислам, туѓо да се каже, затоа што неговиот глас бараше сосема нешто друго, сосема нешто во таа смисла баладично и така натаму. Тоа е време кога често се патуваше низ Македонија, па и низ бивша Југославија, нели? Концерти се одржуваа во разни градови и се знае, познато е дека македонската песна беше многу примана насекаде, бидејќи навистина се полагаше многу кој ја пее и како ја пее. Во таа смисла Благоја Петров Караѓуле означуваше една целосна корона, мислам, еден врв на интерпретација, зашто тој е школован глас, со една перфектна дикција, со една боја неповторлива, можам да кажам дури и до денес. Така што неговото име и неговото битие како интерпретатор ќе остане забележено, се разбира, во аналите на нашата народна музика.
Имаше голем потенцијал, многу добар глас и може би во тој момент знаја да го искористат тоа. И затоа и го пратија и на специализација во Лјубљана, да го дошколува гласот. Тогаш операта во Скопје беше во подем и требаше такви гласови. Ова е фотографија каде што ти учествуваш. Да. Во представата. Да, во Мадам Бетрф. Можеш да се присетиш малку повеќе. Се сеќавам како да сега. Имав само 3 години. Да. Пееше Зина, тетка ми Блага и татко ми. На премиерата учествува. Сега треба. Да.
И имаше една арија кога татко ми се приближува и еден дел од аријата пее, вика, ах, тие прекрасни коси, кажи како се викаш. А јас му викам Лиле. Во не го гледаш. Во не го гледам, викам Лиле. Мала. Еве, сега ги гледам овие плакати и се сеќавам на нашиот драг пријател и колега на Караѓулета. Со него сме пеле многу работи. Ево овдека имам премиера на Дон Карлос, кај што беше прекрасен и мојата и таја слика од тој Дон Карлос на целиот хор, со целиот ансамбл е во мојата соба кај што е клавирот, ставно да живеам со моите луѓе кои ми биле блиски пријатели. Овдека имам исто така Лучија ди Ламермур, кај што сме биле заедно Благој Петров, Енрико пел, Васка Биџова, Лучија, јас сум го пел, Едгарда. И нешто многу важно да кажам, дека во овие плакати се наоѓа не само Караѓуле, не само мојот драг пријател, него и мојата драга пријателка, неговата сестра, која беше стварно голем човек, голем уметник. Не само што тие двајца има глас, него тие има голема музикалност, многу убава боја, големи уметници и големи луѓе беа. Често се сеќаме на сите, оти стварно тие луѓе заслужиле, бидејќи се тие темелители на овој наш македонски народни театар. И гледаме на друга слика, кај што е Лоро Матачич, заедно со солистите, и меѓу нив е и нашиот Караѓуле. И една друга работа. Благоја Караѓуле беше голем како човек, бидејќи вопреки тој што беше уметник, во правиот смисла на зборот, тој никогаш не се закачил со никого. Никогаш немал непријател меѓу колегите. Со Енцо Серени, кој пеа исти улоги, беа одлични пријатели. А јас сум бил тенор, тој бил баритон, друго е. Али исти фах и да бидиш пријател, тоа е голема работа. Тоа значи треба човек да биде голем како човек, да би можел да биде таков.
Со него има многу турнеи по Америка и Канада. И тие турнеи беа исто така преку матицата. Матицата на вистина него го ценива многу, го сакава. Сега да кажам на вистина, жените полудуја по него. Бидејќи многу личен човек беше убав, а тамо жените се ценат и ги слушат жените што ќе кажат. И на вистина кој пат идевме во Америка и Канада, а тоа беше скоро секоја година, од 59-та година, мислам, сега зборам ја приватно, преку приватни менаџери, бидејќи 56-та ја прв пат бе со Танеско, службено. 59-та година, еве пише и на плочата, оваа плочата го е извадена, пише, али унатре се песмите, немаше тоа го омоти со слихи, така, само 59-та година. Тука се, ја и него пееме дует, и Блага, исто трио, исто со Блага пеам дует, а највике соло. И така направивме турнеја, еден имаше, се сеќам, од Рашка, Србин, али у Ванкувер, Канада. Дојде специјално во гледа концертот и не ангажира, дадовме у Ванкувер концерт, таа слика ми е жал, тука ќе ја најда. Баш не дочекава далматинци, хрвати, у народни ношни облечени, ми у авион се облековме у народна ношња и доле оро ја заиграв, нормално ми дадоа цвеќе и таму одржавме македонски концерт со македонски песми и далматински. Блага и Караѓуле пеева, и словенски знаеше Караѓуле една, Блага знаеше исто хрватска. Имам све на плочи, тука, ете, мислам на таа плоча. И така, мислам, со него песмата ме здружи, да бидеме толку блиски, пријатели. Vino pijame mračija, vino pijame mračija, konja java mađa mija, konja java mađa mija. Šeta gore dole, konj me šeta gore dole, gore dole niskova pole, gore dole niskova pole. Vladna Mejana, me odvede Vladna Mejana, u Mejana do tri momi, u Mejana do tri momi. Prva toči, druga ta nosi, prva toči, druga ta nosi, a trećata mene me gleda, a trećata mene me gleda. Pa ja grabim na končeto, pa ja grabim na končeto, ja odvedo pravo doma, ja odvedo pravo doma. Со голема почит и љубов, секогаш во секој момент би зборувала за својот вујко, Благо Петров Караѓуле. Јас, како најстара или прва внука во семејството, најсакана, отидов по неговите стапки, благодарение на не само тоа што он ме инспирираше како интерпретатор во сериозната музика и народната песна, изборна. Морам да кажам дека навистина многу труд, желба силна имаше да поидам по патот на естрадата.
мојата боја на глас одговараше за дует со него. Имаше желба да пееме дует. И секој ден јас морав навистина секоја попладне покрај пијаниното со него да вежбам песни кои ги пеа заедно во дует со мојата тетка и да учам нови песни кои он ги компонираше. Па се сеќавам доста на песните. Си заљубив едно моме. Па потоа он ги интерпретираше доста жалајте ме мајки, потоа за дебарца и така натаму, мислам, многу изворни стари песни, што значи секој ден се дружевме со песни. Малку е познато дека Караѓуле се обиде да пее и забавна музика. Во тоа време се разбира, се вршеа исто така големи напори да се создаде наша македонска, ако не чисто македонска по линија на музика, тоа барем македонска по линија на јазик. Во таа смисла, во соработка со редакцијата, каде што јас веќе преминав и работев, успеавме да реализираме една снимка, италијанска една убава канцона, мојата гитара мија. Ја преведовме, текстот го напиша, убав текст напиша Божо Софрониевски, а Благоја Петров Караѓуле ја сними со оркестарот на Околискиот народен одбор. Аранжман се разбира, во тоа време направи Драган Ѓаконовски. И тоа е единствена забавна мелодија која фигурира во картотеките и во фонотеките на радио, телевизија Скопје. А дали можеш да се сетиш кога присуствувавме на една опера? На Палјач. Ние во гледачите, да. И јас се извикав само едно време. Во еден момент го убива татко ми. И јас помислив дека е он мртов. И кога викнав на глас, го тепа татко ми. А мајка ми само ме затвори устата. Slatale mamove, moje to liebe, godilo mi se
sladka le mamove, moje to liebe, o mama, moje to liebe. Mekana slatka le mamove, devere da vida. Mene mekana slatka le mamove, devere da vida. O mama, devere da vida.